сабота веќе познатиот термин 17 часот и 45 минути и старт за уште едно издание. Ова е навистина едно посебно издание, бидејќи сме пред празнично расположени. За неколку часа го чекаме еден од најголемите христијански празници Великден. Така да ќе угостиме уште еден соговорник кој несебично ќе открие својата животна приказна, освен што се занимава со музика, ќе ви открием мал дел, секако верува во Бога и ќе биде искрен и овој пат во следните 45 минути. Ви посакувам топло добреде да останете на фреквенцијата на Македонската радио телевизија. Јас сум Здравкица Милич и добре дојдовте во уште една животна приказна. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Роден и израснат во Подареш, Радовишко село, и тој е горд на неговото потекло. Патот за успехот бил навистина тежок и трновит за него, но затоа денеска е еден од нашите најпознати и најбарани фолк пејачи. Дами и господа, слушнете ја животната приказна на Јордан Митев. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Одиме понатаму по сценарио, секако вистинско време да го поканам мојот соговорник во ова издание на животна приказна. Јордан Митев, добре дојде на гости. Среќен празник и за многу години. За многу години, нека мислам дека кажав се како треба. Да, апсолутно. Чест и задоволство ми е што со ваш гостин во предвечерието на овој наш најголем празник Великден, нека е за многу години. Така, пред се да сме живи и здрави. Така, ќе зборуваме за убави нешта, повели Јордан. Благодарам. Ова е твојата позиција. Пред се да те прашам како си и колку често знаеш искрено од срце твоите драги пријатели, твоите драги луѓе да ги прашаш како си? Благодарам, добар сум. Па секогаш кога се слушам со мои пријатели или кога се гледаме, најважно ми е прво да ги прашам како се, дали се добри, а тие што се често во контакт со мене, првото нешто кога контактирам со нив, пример здраво, тој и тој, се надевам дека си добар. Тоа е моето прво нешто, се надевам дека си добар, а потоа кажувам тоа што треба да кажам или да прашам. Така да за мене е многу важно да бидеме сите добри, да бидеме здрави и живи, луѓето кои што ги сакам, секако на прво место моето семејство, моите пријатели, моите соработници, а и тие што не ги сакам, им посакувам да бидат добри. Така. Не треба да мислиме лошо секако, а не можеме и на сите да им се допаднеме и тоа е некако природно. Така е. Во секој случај, важно за еден човек кој е искрен, човек кој е ненаметлив кога станува збор за јавниот живот. Дали беше таков некако и во детството? Колку беше повлечен со другарите? Па, како дете бев прилично доста темпераментен. Моето основно образование го завршив во моето родно село Подареш, бидејќи јас потекнувам од село кој што е, така да речеме, прилично големо и повеќе децении има основно училиште и таму го завршив моето основно образование и како дете бев доста темпераментен, а во психологијата велат дека темпераментните деца најверојатно се доста интелигентни. И Никогаш не би рекла, познавајќи те сега вака. да, меѓутоа кога се запишав в средно музичко училиште во Штип, кога требаше на некој начин да се одделам од дома, некако како да се пресеков, како да Пубертетот те смени. нешто се смени кај мене, кај што дури и самиот не можев да се препознам. Станав некако како да набрзо созреав, набрзо пораснав. И буквално се посветив на образованието, на успехот, на мојата визија да направам нешто од себе во животот. А тоа потекнува од дома сигурно? Апсолутно. Така си воспитуван? Апсолутно. Тоа потекнува од дома, од моите фамилиарни корени, мојот живот кој што бил во тие детски години, кој што сум живеел така како што сум живеел, тие што ме познаваат и што ја знаат мојата кариера
и сето тоа што го имам поминало добар, доста се информирани, дека јас потекнав од едно обично земјоделско семејство. Таков крај. Таков Радовиш, крај, да. И, значи, имам видено што е, да речам, мака во животот, што значи да се работи, за да се преживее, не за да се прави некој луксус или некој одмор, него само да се преживее. И некако тоа на мене ми беше едно гориво, да јас морам да успеам во животот. Нема назад, нема билет во повратна насока, него само напред. Така да Родителите се занимаваа со земјоделие, така? да. И до ден денеска тоа работа? И до ден денес некако тоа кој ќе човек го работи повеќе години, тоа станува стил на живот, начин на живот. И колку и да нема потреба да работат повеќе, едноставно луѓе кои што се научени со години така да живеат, а они така работели. Тоа ги одржува во живот. Тоа ги одржува во живот, да. Така. Да. Се уште живееш во Подараш? Се уште е мојата официјална адреса таму, затоа што некако енергијата, воздухот, водата ми е најбистра таму. Таму најчисто размислувам, се чувствувам најопуштен, без одреден притисок, ваков или онаков. Така да се уште се трудам да поголем дел од моето слободно време, кога сум слободен, да се враќам таму. Таму ја црпам мојата инспирација за нови идеи, за нови проекти. Таму си свој на својата. Со свој на својот, и тоа мене ме одржува и покрај тоа што сум го направил досега, ме прави да останам еден најнормален човек, да не дозволам кариерата, финансиите да направат од мене некој кој што заборава, нели, од каде почнал. Такви има многу, нели, кои што направиле нешто па забораваат кои биле и што биле и се срамат од тоа. Јас не се срамам од тоа што сум бил. Напротив, се гордеам и секогаш го потенцирам, бидејќи тоа треба да биде инспирација за сите кои што се од мене, да речеме, помлади 20 и кусур години, и кога што се во тие пубертетски години, да им биде една инспирација и водилка дека доколку имате желба, нормално доколку имате и квалитет и визија, дека со многу работа човек може да успее без разлика од какво семејство или од кои се неговите. Немаше некој кој те потурна во твојата кариера, немаше некоја посебна или посебен грб, да кажам, освен поддршката од семејството? Не, апсолутно. Немало кој да биде моја посебна поддршка. Единствена посебна поддршка која што секогаш ми била, нормално покрај семејството, тоа е чувствуваш некако, бидејќи сме во, да речеме, во едно празнично расположение, Господ ми бил секогаш поддршка. Значи, чувствуваш некоја енергија која што ти вика оди напред и јас сум со тебе и ќе ги отворам сите врати. И тоа така беше. Знаете, кога имате, пак ќе кажам, визија, знаете дека имате некаков талент, нормално на талентот мора да се работи, не може само да се ослоните на тоа што ви го дала природата, мора да се надградите со образование. Јас и тој степен го поминав, кај што завршив средно, факултет, па магистрирав и така натаму. Но цело време, благодарејќи на квалитетот, благодарејќи на карактерот, значи тие луѓе кои што се вистинските, кои што треба да дојдат на вашиот пат, тие ќе дојдат, значи ќе ги донесе трудот се исплати секогаш. Ќе ги донесе, ќе се појават таквите луѓе. Не знам јас од каде се појавуваат, од каде се појавиле, јас верувам дека тоа Господ ги пратил. И таквите луѓе едноставно од една точка до точка друга, до точка Б, до точка С, некаде ќе ве однесат кај што вие треба да бидете. На вистинското место, да. Апсолутно. Колку често во текот на денот знаеш да се помолиш на Бога, знаеш да бидеш благодарен за се оно што го имаш и предпоставам дека никогаш не ти е криво за оно што го немаш. Некако по некоја моја проценка за тебе како личност. Па често, можеби во текот на 24 часа често. За да човек се помоли не треба да биде во храм или било каде, тоа може да биде и пред емисија, тоа може да биде и пред спиење и наутро и во текот на денот и додека возите. За некое чудо кај мене се појавуваат такви луѓе во мојот животен пат кои што секогаш биле од мене повозрасни од 10 години минимум.
И секогаш тие луѓе кои што се успешни во други бранши од животот, во други дејности, некако после кратка наша комуникација природно доаѓа да тие луѓе го изнесат муабетот околу Бога, околу таа енергија која што нив ги носи. Еве таква последна ситуација имав пред две недели, се среќавам со еден мој добар пријател кој што се немаме видено одамна на еден ручек и ние испадна да 2 часа разговараме за тоа како Бог е со него, како треба човек да верува и дека секи биде. Ние буквално Во најтешките моменти само знаеме. Да, а тоа ми се случувало баш кога јас сум имал одредени, да речеме, внатрешни турбуленции, дали вака, дали онака. И си викаш како е сега, можно овој муавет ми доаѓа и некако после тој муавет се чувствувате како да времето се, облаците се расчистили и повторно огреало некое сонце. Бидејќи се е до нашата психа. И искрена мисла, да. Апсолутно. Така да јас длабоко верувам дека се што правиме, има некоја причина, има некоја апсолутно голема сила. И ништо не е случајно, така. Колку денеска знаеш да им вратиш на твоите родители за тоа што пред те воспитале, колку можеле толку ти, дали секако ти биле најдобрата поддршка? Максимум. Значи, јас враќам максимум со сите мои капацитети. Иако тие не барат ништо од мене, сепак, знаете како, не е битно колку човек ќе даде. Ако вие сте имале 5 денари, а некој имал 5000, тие 5 денари кои што ви ги дал последни се многу повредни од тие 5000. Така да, тоа е една многу емотивна тема која што јас, кога сум ја разговарал, едноставно гледам да некако ја заобиколам, а да не ми дојдат на очите солзи. Да, секогаш е емотивна кога се родителите во прашање. Колку сте горди на тоа што си сега? Па мислам дека се многу горди. Сигурен сум дека се многу горди. Како и секој родител кој секако велат успешен родител е оној кој успеал да го изгради детето во вистинска личност и секако да го надмине родителот. Сигурна сум дека си успел во тоа. Дали имаш брат или сестра? Да, имам брат. Имам брат, тој од почетокот на мојата кариера секогаш е со мене. Заедно со моите родители, значи тој е секогаш моја, да речеме, десна рака, иако тој не е музичар, но добро знае да процени што е квалитет. И најголем критичар. И најголем критичар, така да тие што ме знаат од естрадата знаат дека секогаш кога ќе ме видат во придружба на друг човек кој што е со мене, кој што ме вози или кој што ми помага, тоа знаат дека тоа е брат. Тоа е твојот брат, да. Кој во подесното семејство се занимавал со музика? Професионалци во моето семејство немам кои што се занимавале, да речеме, конкретно со музика. Мојата тетка од страна на мојот татко е наставничка по музичко. Ете, меѓутоа никогаш, да речеме, не работела естрада или тако нешто. Во фамилијата сум имал талентирани луѓе кои што пееле, но никој имаат слух, да. Имале слух, да. Мојата баба пеела, еден од најубавите гласови бил во селото и во околината, но да речеме никој немал некоја професионална жица да ги има отворено, да го има отворено патот кон телевизиите, кон естрадата и така натаму. Што тоа, ете, за моја среќа, тоа некогаш може да биде и за несреќа, бидејќи едноставно нема кој да ви даде насока. Нема кој да ве подучи вака, онака или слично. Мора сам да го изодиш патот. Сам да си изодиш патот, да јас буквално кога дојдов овде во Скопје, кога се запишав на факултет, не познавав ниту еден новинар, не познавав ниту една телевизија, буквално немав ниту еден контакт, имав само еден контакт од студиото каде што и денес после 20 години, ево оваа година завршувам 20 години. Таму снимам во студио Анастасија, таму ги работам сите мои песни, заедно со тон мајсторот Лјупчо Павловски, и тој ми беше единствениот контакт овде во Скопје кој што го знаев човекот. Колку беше тешко, нели, од мало место, од неурбана средина доаѓаш сепак во метропола, каде што не познаваш никого?
Па јас го фатив тоа време да некаде мостот помеѓу старото и новото време, знаете. Немаше пример, уште немаше тоа развиен интернет, Facebook и така натаму социјални мрежи, да вие лесно можете да стапите во контакт со некого. Морате да го имате телефонскиот број. Така. Јас ги немав тие телефонски бројови, ги немав контакти, не ги познавав едноставно луѓето, немаше кој да ме запознае. Единствен човек што го познавав, тоа беше тон мајсторот Љупчо Павловски, како што кажав, а него го запознав за време на моите средношколски денови, кога имав обид да снимам една песна, и ја снимив таа песна, но тогаш уште така, недефинирано каде што ќе се движам, и тој контакт на некој начин ми остана во кај мене од тој човек. Така и нему си благодарен до ден денес. Апсолутно, апсолутно. Ден денес ние сме големи пријатели и соработници. И кога дојдов овде во Скопје, тоа беше 2005 година, 2004, прва година факултет завршив, и кога се помина веќе во втора година, јас почувствував дека освен факултетот, јас морам нешто да почнем да снимам. Не можам да чекам да завршам факултет, па да после правам нешто од себе. Поради екзистенција или? Не поради екзистенција, поради чувството дека времето е кратко. Дека ако јас чекам да завршам 4 години факултет, па потоа да почнам да работам нешто естрада или едно, имав чувство дека е многу касно. И сакав да што побрзо да почнам да правам нешто во професионалниот свет. Кога дојдов овде во Скопје, му се јавувам на Љупчо Павловски, викам вака и вака, јас сум тој и тоа дете, пред 2 години што беше кај тебе, бев тогаш трета средно музичко училиште во Штип, а да, вика, се сеќавам, тогаш јас имав малку подолга коса, сите бевме во еден уметнички филм. Вика, се сеќавам, вака, ти беше доста талентиран, викам, сега сум овде во Скопје, молим те да се видиме и сакам нешто да разговараме. Дојде човекот, викам, сакам да снимам цел албум. Бидејќи јас свирам и неколку инструменти, имав неколку мои авторски песни тогаш, неколку обработки сакав да направам. Проценив дека доколку се појавам со една песна на некој си фестивал, било кој, тогаш уште беа актуелни фестивалите како Валанда. Што обично сите така и се пробиваат. Сите така почнуваат, но јас сметав дека тоа во таа џунгла некој си дете од таму нема да ме приметат. Се појавил, испеа песна, си замина. Си реков, ако снимам еден албум, можеби некој ќе рече дека ова нешто е поинако. Затоа што јас секој пат сум сакал да биде нешто поразлично, нешто кој што ќе излезе од стандардите. Разговаравме, викам, тоа ми е визијата, во старт ќе ти кажам, пари немам. Значи, за пари не разговараме. Имам одредена аудио техника која што... Имам љубов. Имам љубов и имам визија. Имав одредена техника која што за време на моите средношколски денови ја купив, затоа што јас во тој период си свирев локално таму по приватни прослави и како за дете, да речеме, си заработував и тинејџер. Викам, како гаранција можам само да ти ја давам таа техника што ја имам, тоа е се во животот што имам. И тоа ќе ти го оставам, ако сметаш дека треба да го оставам, ако не ми веруваш на збор. И друго не можам што да ти дадам. Тоа е. Рече, добро, нема проблем, нормално не ми ја побара таа гаранција, кога виде кој сум, што сум и каков сум. Така да, така почнав да го снимам. Од тука почна се, да. Така почнав да го снимам мојот прв албум кој што беше насловен Македонски везови. Неколку мои авторски песни, неколку обработки на стари македонски песни. Каде беше првиот настап, Јордан, се сеќаваш? Професионален. Професионален. Па во тие години се појавив на овде имаше во Скопје фестивал кој што се викаше Мисла Филиграни. Така беше. Во 2006 некаде година, така нешто. Во истите тие години се појавив на Тетовски фолкфест. И првото мое гостување кое што веќе беше забележено малку повеќе од публиката, тоа беше 2007 година на Фолкфест Валандово со песната Македонско да заиграме.
Сепак да, фестивалите беа Да, некоја одскочна тогаш беа дас. многу значајни, знаете. Уште беше тоа време некаде каде што фестивалот тежеше како Така. како манифестација за барем за И тие кои што најдобар за промоција. Да. И тогаш на тој Фолкфест Валандово некако го земав тој некој залет со таа песна, иако таа година правилото на фестивалот беше да веќе пејачите кои што беа етаблирани на македонската сцена, за нас дебитантите тогаш, тие да гласаат. Таа беше кој таква гласаше една за вечер. тебе? За мене не гласаше никој, за мене гласаше публиката. Јас не Ти дојдев беше ни... најголемата награда. Значи, сигурно. публиката ме испрати мене, ми даде билет за да влезам во финале. И кога влегов во финале, тогаш зедов трето место од публика и трето место и од жири. Значи тука се склопија коцките. Тука некако и тука се позиционирав да Уште и твој крај таму. па не е мој крај, но тука некаде Тука, во во тој регион, околината, мада да. не влијаеше тоа на апсолутно на тоа дека е од мојот крај. Затоа што разликата помеѓу Радовиш и Струмица, иако е многу блиску, но сепак е Различно, голема. да. А помеѓу Парадовиш и Валандове уште поголема. Уште поголемо. Впрочем, и Македонија е толкова таква каква што е, значи се е некаде на 30-50 километри далечина. Така, од кога имаше најголемата поддршка од колегите кога се појави? И дали воопште ја имаше, да? Ќе бидам искрен. Јас ги сите почитувам. Меѓутоа, со исклучок на ден денес тој човек што работам, Љупчо Павловски, јас ја немав поддршката од никого. Зошто? Не знам. Не знам. Неверојатно, уште во старт бев поинаков. Дали Прво- сега ти ги поддржуваш младите колеги? Ете имаш едно, да кажем, негативно искуство во однос на тоа дека Да. ти кога си се појавил и кога ти била најпотребна, Да. не си добил ветер во грб. Дали сега ти тоа го правиш на помладите? Сега за сега не сум добил шанса и прилика да се посветам на тој дел од работата. Значи, сите овие години јас сум навистина презафатен и преокупиран и со целата таа еуфорија околу мојата кариера, затоа што јас сум и автор на сите мои песни. Јас сум и организатор, јас сум и менаџер, јас сум и креатор на видеа, и промотор, и се. И некако се затвори во тој еден мој свет, каде што исклучително сум посветен до ден денес, кога е во прашање професијата, само на името Јордан Митев. Бидејќи се што ќе направев нешто надвор и што ќе направев некои обиди, некако не беше тоа по мои стандарди. Јас малку гледам поинако на работите, зборувам во фолк музиката, се тоа и со работниците кои што ме познаваат, добро кои што ме знаат дека моите стандарди се малку поинакви. Не би сакал да речам се подобри, станатите не се добри, мора но да постои здрава конкуренција за да бидеш успешен и за да те турка да одиш напред. Мислам, тоа е Апсолутно. здраво. Апсолутно. И мора да постои конкуренција, без разлика од тоа што си ти издвојуваш во некои сегменти во музиката. Апсолутно. Мислам, автентичен си, препознатлив, кога ќе се спомне Јордан Митев, веднаш знаат за кого станува збор и веднаш се знае кога ќе се слушна некоја твоја песна дека си тоа ти. Да. Мислам, тоа благодарение на тебе, на твојот труд и на талентот секако што го имаш. Не е убаво кога ќе се слушне дека некој не дал поддршка некому, дека кога му е најпотребно. Да. Колку приватно е тоа, знаеш да се дружиш со колегите од естрадата? малку се тие луѓе со кои што се гледаме приватно. Малку се, за жал. Тоа е една осетлива тема, исто кој што има можеби професионални, но и човечки димензии. Не би сакал да кажам нешто за да некого навредам, но јас сум човек кој што е прилично искрен. И се трудам да бидем искрен. И не се допаѓа тоа некому што си искрен? Мислам дека не. Мислам дека не. Те чини ли доста искреност? Да, многу. Многу искреност, така и нас поготово во нашето општество може да чини многу. Затоа што кај нас многу се меша
професионализамот со другарство, со пријателство. А кога тие двете работи ќе се измешат, на крајот доаѓа ниту пријателство, ниту професионализам. Според моето гледање на работите. И знаете, кога вие А имате... дружба, служба е служба. Мислам, тие две работи мора да се разграничат, нели? Така е, така е. Малку се тие луѓе со кого можам да испијам кафе и да, ете така, еснавски поразговараме. Мислам дека тоа не е само во музиката, што имам разговарано и со други, да речеме, луѓе од други професии. Има колегиум, има пријателство, но ете има можеби и некое ривалство. Поготово кај мене ривалството е поизразено, знаете зошто? Како што реков, јас сум комплетен креатор на целата моја кариера. Комплетен автор. Кога вие сте сам во рингот, кога немате тим кој што стои позади вас, па дури да ве бодри лицемерно, вие едноставно сте сам со песната, сам со проектот. Нема кој да биде одоколу за да дава подршка, па тоа да привлекува кафења, ручеци, средби, состаноци и така натаму. Состанокот јас го правам сам со себе. Сам со мојата идеја. Меѓутоа, за мене е најважно тие луѓе со кого што јас соработувам, кој што е еден од тие и Љупчо Павловски, како што кажам, со тој човек јас соработувам 20 години. Знаете. А што ми имате вие со некои со луѓе кои што соработувате многу Толку години? долго, да. Тоа значи дека имате одредени вредности. Многу е лошо кога соработниците ќе се менуваат и кога цело време ќе одите од едно место на друго место и на крајот ништо. Така да Веруваш најмногу сам на себе и затоа ја туркаш твојата кариера така како што... Затоа што не сум имал прилика да почувствувам дека можам да верувам на друг. Не сум имал прилика. Така. Дали Имаш за жал, еден, дали за среќа. За жал сега една неубава тема, но повторно ќе кажам, се е добро кога ќе има среќен крај. Да. Се соочи со еден предизвик, по медиумите се шпекулираше дека тоа е една врста канцер и така натаму. Да. Зашто конкретно, еве од прва рака да слушнеме станува збор, како дојде до тоа, како го откри и како помина, како се избори со сето тоа? На таа тема, да бидам искрен, освен што помина по порталите, кои што случајно тогаш, баш кога бев во таа фаза, еден портал ме контактираше, како сум, јас баш бев во фаза кај што бев по болници и го дадов тоа интервју, после можеби и пошто се крена голема, да речеме, голема фама и беше за фама, но по природа не сакам да, знаеш, луѓето да те сожалуваат, па да едно друго, сакав тоа да остане за мене, но тогаш толку бев ранлив што ете тоа, да речеме, во новините беше... Да, после толку време, нели, кога има среќен епилог, може да зборуваме. Ситуацијата беше следна. Кога настана пандемијата, тогаш буквално јас по прв пат во мојот живот застанав и се паркирав. Како сите, да. И се паркирав буквално на паркинг. Значи, што тоа кај мене никој се нема се случено. Сега јас не бев загрижен за што ќе биде, како ќе биде, дали ќе преживеам. За среќа во животот се добро организирав да тоа што го правам и тоа што го заработувам да едноставно мислам за иднината, така да не се секирав околу финансискиот дел. Затоа и во тој период јас, така кажам, не се жалев финансиски, тоа тие што ме следат знаат дека тоа е така. Дури бев и против да се бара од државата финансии, затоа што сметам дека на нас државата ни дала многу слобода во работата и немаме право да бараме од неа, но тоа е друга тема. Затоа што државата наша има на многу луѓе да дава кои што навистина имаат реална потреба. Кога настана таа пандемија, јас буквално останав без визија. Се спушти завесата. И што велат човек, кога човек ќе се ослободи, буквално да одмори, некогаш или ќе одмори, или тоа што се акумулирало како стрес, како проблеми, наеднош тоа те напаѓа. Да, или кога мислиш дека ти е се добро, тогаш треба да се плашиш. Тогаш мене целиот тој акумулиран стрес, го имав во ненормални количини,
буквално ме нападна преку ноќ. Кај што јас, кога се едно утро кога станав, имав одредени видливи работи по моето тело и реков што е се ова, зашто вака. Имав и, да речем, и други некои реакции кои што не се баш пријатни. По природа сум борбен човек и одма право не одам на, да речеме, на лекар. Дај И да не се видам. предаваш? Не се предавам, реков, ќе помине, добро е нешто вака, нешто онака, но тоа баш така не поминуваше. Зашто стрикно станува збор? Пак, не знам сега, не е пријатно, меѓутоа, станувате са бајли, од носот имате буквално краварење. Околу носот имате рани. Преку ноќ. Од нигде никаде. Од никаде, никаде. Реков, ќе помине нешто, може, не знам, стрес, не знам што. Поминам скоро месец дена, тоа не поминуваш. Реков, ајде ќе се јавам на лекар, да видам што е работата. Направив неколку испитувања, ми дадоа некои лекарства, некои масти, едно друго, и сето тоа некако го влечкав едно 4-5 месеца. Со надеж дека ќе помине. Дојде, тоа беше некаде во март, април месец, дојде октомври, кај мене уште тоа не сум тој што бев. Имаше некои други тегоби освен тоа? Не. Само видливи реакции по телото. И во муавет со едни пријатели рекоа, ајде во Скопје таму и таму да направиме биопсија, да видиме што е, како е. Добро, вика. Ми дават од лабораторијата каде што беше испитувањето. Дијагнозата беше инвазивен планоцелуларен карцином. Тоа, тие што се стручни знаат што значи. Јас кога прочитав, бев сам да Не го ти беше земам, добро? бев сам да го земам резултатот нормално, да. и како да цел свет ми застана овде. И баш бев паркиран пред тука во центарот пред еден хотел, сега да не да речем спомнувам брендови. Стојам со листот на паркингот, го гледам, не знам што да правам, ми се измеша, не знам што да мислам, не знам кој пат да го фатам. На кого се јави одма? Па се јавив дома, се јавив нормално на фамилијата. И морав да барам лекар да тоа се оперира, да се отстрани тој дел кој што требаше да биде. Некаде во рокот можеби 2-3 недели се организирав да го најдам лекарот кој што ми го препорача дека за таа работа е добар. Се направи операцијата што се направи, после тоа нели следуваат дополнителни анализи, што е, како е, докаде е. Во меѓувреме, од моментот кога После колку добив, време беше операцијата? мислам дека од моментот кога добив резултатот за 3 недели операцијата се направи, а потоа анализите траја уште 2 месеца можеби. Затоа што постоперативно кога се тоа анализираше, се потврдија дека нема карцином, дека тоа е наводно исчистено, но дека јас реков имам и други реакции по телото и реков ова мора да е нешто, ако не е карцином, ова да мора да е нешто друго. Материјалите се праќаа во 2 лаборатории, справевме споредби. Во меѓувреме, додека ги чекате тие резултати да дојдат, Неизвестност? тоа е, како да ви кажем, еден момент кај што сте или позитивни? кој сте во една агонија, каде што секоја минута ја го гледате на часовникот кога ќе помине денот, да дојде утре, па да дојде ред кога ќе ви кажат што треба да правите. Во еден момент добив добар одговор
дека карцином нема, не е ништо опасно, но дека имам автоимуно заболување, кој што се вика пемфигус. Никогаш не бев слушнал за тоа. Тоа е, тие што ги интересира може да прогуглаат и да видат. Не е баш така наивно, но тоа се, да речеме, јас реков што и да е, само да можам да го контролирам. Да. Да знам дека ќе може да се борам. Другото, знаете, за никој од нас нема гаранција. Може да биде човек најздрав, па не дај Боже се случува нешто и го снемува Да. од ова земја. Така да нема за нас никој гаранција, но реков што и да е, само да можам некако да го контролирам и да Така, можам какви мисли имаше тој период, Јордан? Најцрни мисли. Најцрни мисли, да. Буквално тогаш го изгуби феланот за се. Јас се спремав за најтешката битка. Значи, поготово пошто мајка ми беше оперирана од карцином и примаше хемотерапија во последните години, значи јас од таа ситуација имам дополнителни стресови. И тука веднаш поврзуваш со генетика, знаеш каква борба е. Да. Благодарејќи на многу професионална докторка овде во Скопје, таа прво ми рече, жал ми е што си поминал низ такви турбуленции, бидејќи јас бев веќе психички истрапен, веќе не можев да, буквално не можев да функционирам, затоа што ми беше несватливо како од здрав, прав, полн со енергија, Да. Или зошто мене ми се случува? Сум пеел по не знам колку настапи и со часови, и на крајот почнав да се рушам, да се распаѓам буквално психички пред се. Не побара стручна помош? Не побарав стручна помош. Пак на некој начин религијата беше Присутна. тука беше. Беше тука. Вербата во Бога, да. Вербата дека сепак тоа е едно искушение. Побарав помош, ете буквално, извинете, сега се сетив, пошто помина веќе 4 години од еден мој добар другар кој што е свештеник, кој што меѓутоа посветен свештеник. И да речеме тој знаеше доста така да ми ја смири душата. Така да, ете, најдов начин некако да излезам од таа голема турбуленција. На крај завршив со автоимуно заболување, за кој што примав терапија повеќе од година дена. Тоа се вика кортикотерапија. Сега се во ред? Само се прати? Сега е се во ред, наводно е се во ред, нормално има реакции. Во моменти кога сум под стрес, одма тоа го чувствувам, тоа е една така Кои се исто. симптомите? Симптомите се на телото може да излезе било каде, може да излезе буквално рана. Како да ви се одлепи кожата на одредено место и тоа не зараснува, не заздравува. И мора повторна терапија. И тоа, пример, не дај Боже да не е под контрола, тоа ако се појави на неконтролирано, значи тоа е тоа што е голем проблем. Така. Тоа што е голем проблем. За среќа со таа терапија која што беше година и пол, која што ја бев под строга контрола, строга исхрана, некако се контролира. Сега го чувствувам, се појавува, го снемува, но е под контрола. Така. Така некако. Многу е убаво кога ќе се заврши со среќен крај, да кажам, ја доби битката, ја пратиш целата таа болест, се носиш со неа, психички си се изборил добро. Колку музиката ти помогна во сето тоа? Морам да кажам, тогаш навистина се откажав од се. Ни музиката? Апсолутно. Тогаш се откажав од се, затоа што буквално се сруши целиот мој свет. Знаеш, денес интернетот може да добиете многу информации, меѓутоа тие многу информации знаат да ви направат дополнителен проблем. Хаос, да. И кога вие ќе прочитате одредена диагноза и кога ќе почнете да чепкате по Google што и како, значи тука подобро човек да не гледа. Пошто колку повеќе знаете, толку повеќе се оптеретувате. Бидејќи таму ги пишува екстремните ситуации.
Но сепак треба да имаме позитивна мисла и секако да се избориме за животот ни дава такви искушенија, велат на најхрабрите. Апсолутно. Им се случуваат такви работи. Тоа беше пак ќе кажеме со причина. Јас се движев со едно исклучително брзо темпо. Верувајте. Значи јас во тие до корона, до 2020 година, че некаде направи 15 години од мојата кариера, се движев со едно страшно брзо темпо. И дека мора да се успори. Настапи, турнеи, снимања, по 4 свадби во еден викенд, ден преку ден, навечер, ден, навечер. Значи, тоа беше едно страшно темпо, дури на некој да му кажувам, сигурно нема да ми верува, ќе мисли дека нешто јас сега измислувам. Но тие што ме знаат, точно знаат што зборувам и некако тоа беше го доживеав како една опомена. Лекција. Една опомена повторно од најголемата сила, дека треба да се застане. И дека здравието е пред се. Дека здравието е пред се. И затоа јас тоа го потенцирам многу пати на многу интервјуа. Кога човек е здрав, ние сме научени тоа да кажуваме здравието овака, здравието онака. Меѓутоа, кога вистински тоа ќе го доживеете како сериозен проблем, кога ќе дојдете до зид каде што нема натаму, тогаш вистински сваќате што е здравје. Така сите ние имаме многу желби, но болниот човек има само една. Јас тогаш имав само една желба. Бев во ситуација се да дадам, буквално од се да се откажам, само да бидеш здрав. Да бидам здрав. Така. Сега ние сме луѓето такви, знаете, кога се почувствуваме подобри, одма право, нели? Ајде сега кај застанав, дај да видиме што да правиме. И забораваме, за жал, така. Но има сега една друга страна, една убава приказ на некој кој секојдневно те прави среќа, нешто за што живееш и сигурно си најгорд татко. Тоа е керкичката, има година и 7 месеци. И 7 месеци, така. Како се вика? Кристина. Кристина. На твоја желба се вика Кристина или на сопругата? Па, исто има така една, да речеме, приказна околу името. Кога сопругата се родила, требало да се вика Кристина. Но татко ја инсистирал да се вика Славица, по некоја негова желба, затоа што они се 3 деца. И некако сопругата тоа име го сакаше, затоа што секоја сакала она да се вика Кристина. Кристина, да. Супер, да, убава приказ. И така да не сакав да, јас да инсистирам нешто посебно, бидејќи името е прекрасно и така да тука немаше што посебно да се... Така, Кристина сега во турбулентна фаза. Сега е во сега ви е весело по дома. Се треба да се види, се треба да се чепне, да така, весело. Како реагира кога ќе те види на телевизија? Сака да ја слуша твојата музика? Да, имаше една ситуација, бидејќи јас пред 4 месеци ја снимив песната посветена на мојата ќерка. И во една ситуација, така, тоа беше едно утро и во една утринска емисија, без јас да знам, обично има така утрински емисии, нели, кај што пуштаат македонска музика, и ја пуштаат песната Ќерка. И вака како што е телевизорот, детето дојде пред телевизорот, буквално цела песна колку што трае, околу 4 минута, застана и не мрдна. И јас и го снимив тој момент, дури го објавив, мислам, на социјалните мрежи тојаш. Не мрдна, малку не беше јасно сега како, што. Па да, затоа што дома ја слушала и сега одеднаш на телевизија, да. Така да, Кристина е нашата најголема среќа сега, и за мене исто, нормално за цело семејство. Само да е здрава и жива и Господ да ја чува. Така, тоа е најважно. Сопругата е од Охрид? Сопругата е по потекло од Охрид, инаку таа е родена во Австралија, цел живот живеела во Австралија. Таму ја запознав. Така, колку имаш незината поддршка? Сепак не си често тука, патуваш, настапуваш, не е едноставно. Колку може да те прати во сето тоа? За среќа, сопругата е една жена, госпоѓа која што има разбирање за сето тоа што го правам. Добро знае дека тоа што го имам создадено со многу работа. Така да, таа не е по музиката, не е поврзана со мојата работа, но едноставно верува во мене, знае дека
како јас тоа што го имам правено, како е постигнато, знае што јас представувам за македонската народна музика, ја знае мојата визија и мојата желба, така да секогаш ја имам од неа апсолутно максималната морална подршка. Колку време сте заедно? Во брак сме веќе од 2017 година. Така да оваа година 8 години, да. 8 години, Да. така. Која е за тебе формулата за успешен и среќен брак? Формулата за успешен и среќен брак, па мислам дека нема некоја посебна формула. Тоа или е успешен, или е неуспешен. А за да се биде успешен, знаете како, многу работи влијаат на... Тоа е еден голем, комплициран лавиринт. Нешто што секојдневно се гради, нешто што Нешто, да, апсолутно. мора да биде искрено пред се. Мора да биде искрено и нормално тоа човек треба да го бракот треба да го негува, треба да знаете како да го одржавате, како да јас знам точно да кога работам, знам дека работам, но кога треба да посветам внимание на сопругата, знам дека поминале веќе неколку дена каде што треба јас нешто да направам, да излеземе, да Така. прошетаме на ручек, Да на не биде вечера. запоставено од тој аспект, Апсолутно, така. значи точно знам да направам проценка дека треба нешто да направам. Така. Треба нешто да направам. Така, Да. што се однесува до музиката, што можеме да очекуваме од Јордан во блиска иднина? Па, денес сме сабота, утре е Великден и утре е промоцијата на мојата најнова песна со видео. Така да, ете, овие неколку дена активно работев на Како се еден вика нов проект. песната? Да оставиме да биде изненадување. Добро. Нека биде Нека празнично да изненадување. бидат една интересна тема која што досега ја немам обработувано. Бидејќи јас почнав со традиционалната песна, промоција на македонски носи, на убавините на Македонија, некако тоа Така. ми беше многу важно и ден денес ми уште е важно, така да јас сум како стелките на часовникот, малку правам одредени промени со некои модернизации, но повторно се враќам на почетокот. На традицијата. Да, бидејќи тоа е од нашата Корените. основа и корените, така да сега проценив дека стрелката мора да се врати повторно од 12 часот или од 00. И ова е еден така спој на традиција и на модерно, меѓутоа и повеќе на промоција на нашата и музика, и храна, и култура. македонските народни носи. Да, така. Во секој случај твојата публика сигурно ќе се изненади пријатно и Се верувам надевам, дека се надевам. нема да ги разучараш во Тоа музичкиот не би избор. сакал, не би сакал. Освен тоа, значи оваа година ќе има уште неколку нови песни, а при крајот на годината, бидејќи како што кажав, оваа година заокружувам 20 години од кариерата, ќе направам обид и мислам тоа сигурно ќе се реализира со еден концерт овде во Скопје. Можеби не може да биде концерт од не знам какви големи размери како што прават балканските звезди, но сакам да направам еден пристоен концерт кој што ќе Ќе се почестам. обележи тој јубилеј. Ќе се обележи тој љубијај, бидејќи сепак 20 години работа не се така за подценување. Така, ќе ги поздравиме твоите сограѓани во Радовиш и секако твоето место. Ти благодарам за искрениот муабет, за твојата невообичаена животна приказна. Во секој случај, фино искуство и се надевам поучно за некои, за жал можеби се соочуваат со некои од овие проблеми или се пронајдоа во твојата приказна. Да, ми беше чест и задоволство што токму баш на овој убав ден Така. бев ваш гостин. Поздрав до сите гледачи. Ти благодарам, Јордан, уште еднаш ќе им посакам на нашите гледачи среќен Великден, Христос воскресе и секако се гледаме повторно за 7 дена. Бидете живи и здрави и останете понатаму на нашата фреквенција.